Почитувани, добро вечер, добро ни дојдовте во ново издание на емисијата Здравјето есе на Канал 8. Пред да го најавам нашиот вечерашен гостин, само ќе дадаме на кратка најава за она што ќе зборуваме вечерва. Ишијасот представува заболување кое што настанува со оштетување на корените на нервите кои излегуваат од крстниот дел на рабетниот столб. Социоеколошкото и медицинското значење на ишијасот потекнува од фактот дека тој представува еден од честите, а можеби и најчестите причини за работна неспособност, односно боледување. Токму за причините и негова појава, симптомите и начините на лекување на ишијасот ќе зборуваме вечерва во емисијата Здравјето есе со професор доктор Љупчо Каревски, специјалист ортопед во приватните амбуланти Остеопро во Куманово и Скопје, а доскоро и редовен професор на медицинскиот факултет, односно клиниката за ортопедски болести Скопје. Добро ни дојдовте, добро вечер, повторно во студиото на Канал 8. Добро вечер и задоволство ми е да бидам присутен веќе по трет пат, веројатно. Така, трети или четврт пат сте веќе наш гостин. Зборувавме за остеопорозата, зборувавме за други болести на рабетниот столб, што е од ваш домен, се разбира, ортопедијата, а вечерва го избравме ишијасот. Кога се договаравме околу емисијата, го споменавме ишијасот како најчеста причина за крстоболка, би рекла, или за болка кај луѓето. Можеби и за тоа најмногу бараат луѓето, кај ве бараат во вашите приватни амбуланти, кажав, во Куманово и во Скопје, Остеопро. Докторе, да го објасниме прво ишијасот, што представува таа болест? И подоцна ќе зборуваме и за причините за негова појава. Повелете. Па ишијасот е во нашата статистика на поготово конзервативниот амбулантен дел во ортопедијата, многу честа причина, голем број на пациенти и е врзано со степен на интензивна болка кај еден поголем дел од пациентите. Од тука ишијасот представува болен синдром кој започнува со проблеми на крстниот дел на рабетниот столб, од каде што излегува така наречениот нервус ишијадикус, популарно кај народот, па и во нашите разговори со пациентите, како ишијадикус болка или ишијас. Во статистиката велат и аналитиките, дури на многу поголеми примероци, кои се бројат во милиони, да кажем, се однесува еднаква, таквите бројки еднакво и за Македонија. Суштината е дека оваа болест, незината честота и последици, застапена е долг период во живењето на човекот, јасно со главна причина на хиперексплоатацијата на крстот како дел од рпетникот. Болката почнува од таму, се шири по должина на екстремитетите, говорам за диагнозата ишијас, и една аналитика или статистика говори дека човек до 65-та година не постои човек кој немал бар еднаш крстоболка пропратена со ишијалгија. Со тоа само како податок говори колку е таа раширена, колку е честа и степенот на интензитетот на тегобите кои пациентот ги има, особено повторувањата, рецидивите, представуваат голем, реален проблем, не како само здравствен проблем, туку и социоекономски проблем. Зошто социоекономски? Пациент кој има тегоби од типот на ишијас го имобилизира, тоа значи го принудува да биде во својот дом, да лежи, да не се движи, нарушува социјалните контакти и она што е најстрашно, практично го доведува до ситуација да губи своите работни часови и секако представува значаен економски проблем за него и фамилијата. Да. Скоро да нема човек, нема земја, нема регион кој е почесто или помалку зафатен со овој проблем. Од тука е положбата, позицијата на оваа клиничка слика и тегоба кај пациентите многу значаен.
Целиот проблем потекнува заправо од она што рбетникот во текот на еволуцијата го има како оптоварување од раѓањето до исправањето на детето, а потоа цел живот исправено одење. Рбетникот е сложена структура која е создадена така да ги овозможува сите покрети на вертикално исправениот пациент човекот. Суштината е не сите регии од рбетникот се еднакво оптоварени. Крстоболката најчесто се јавува во пределот таму каде што, како велиме, како народ го имаме именувано крстот. Или половината, поточно. Тоа е задниот дел на рбетникот, во долната регија, каде рбетот се поврзува со карлицата. Еве да само кратко на нашите слики пациентите или сите наши гледачи ќе разберат. Рбетникот е составен од многу сложена структура. Клучен дел го чини коскените структури, секој пршлен посебно. Такви пршлени се меѓу себе зглобуваат еден врз друг како коцкици наредени. Почнува од вратот, ја носи главата и таму почнува првиот пршлен, за да заврши со така наречениот петиот крстен пршлен или петиот лумбален пршлен. Таа група на лумбални пршлени се 5 пршлени. Значи, тие од градниот кош па надолу. Иначе во целина, рбетникот со тие своји 36-37 вариабилни пршлени обезбедува голема покретливост, но не целиот рбет. Најголемата покретливост на рбетникот е во вратниот дел и во крстниот дел. А најмалата покретливост е во градниот дел. Овој кај што е градниот кош. Овие две регии се регии кои се најексплоатирани во дневното живење. Покретите на главата на вратот и покретите во крстот, кои овозможуваат сите возможности, настрана, нанапред движења, па дури и нанасат. Но, бидејќи структурата е таква, формата за тоа исправено одење потекнува од можноста за амортизација на рбетникот на движењата, кога човек стои исправено. Рбетникот не е прав столб. Рбетникот е така наречено двојно S формиран во оваја предно-задна површина или линија. На тој начин представува елемент како функција на федер, кој ги амортизира ударите при одењето. Најголемите напрегања или удари ги доживува вратниот, најпокретниот и крстниот дел на рбетот. Како одат од горе надоле, пршлените се поголеми, покрупни и имаат поголем волумен на коска. Но вториот проблем, вториот амортизер, би рекол, во целиот овој систем, од вратот до крстот, секој пршлен е зглобен со соседниот нагоре и надоле, со така наречено, популарно ќе говориме заради нашите гледачи, со перничиња, амортизери. Тие се познати како дискуси. Тие дискуси затоа што личат на тркалциња, како амортизери помеѓу пршлените и обезбедуваат еластичност на рбетникот. Кога сме исправени, тие се под притисок, но се така направени и структурирани да обезбедуваат да носат големи тежини. Вака ние, ако човек тежи 75 килограми, при сите тие движења, мали движења во рбетникот, напрегањата се зголемуваат 4, 5 па и повеќе пати, во зависност, особено при доскок или директен пат и удар врз вертикалата на рбетникот. Тој сложен механизам го амортизираат најнакрајот и мускулите. Тие се снажни мускули на рбетникот, кои трнуваат позади од вратот, завршуваат долу на карлицата, а ги поврзуваат сите пршлени заедно. Таа функција на тие мускули е многу клучна за функционирањето на крстот, а од тука нивната слабост, генетски или заради болести други,
предизвикува намалена снага, а намалената снага ќе обезбеди несигурност на зголемене и зголемување на притисокот помеѓу пршлените. Овие дискусии или овие перничиња меѓу пршлените се покретни, многу мала покретливост имаат, но стануваат помобилни и често пати оштетувања, кои потоа, оној централен негов дел, го избуткуваат кон напред, а точно низ целиот рбетник како коскена структура, со сите овие зглобови, минува и главниот канал, каде што сите нерви, кои тргнуваат од главата, излегуваат бочно од страна на рбетникот во секој дел, во горниот, во градниот и во крсниот дел. Докторе, вака ја објаснивме структурата на рабетниот столб, да им биде појасно на гледачите, но сигурно дека она што најмногу ќе ги интересира за оние кои имаат токму вакви проблеми се причините за појава на ишијасот. Оние кои имаат такви проблеми сигурно се прашуваат каде сгрешив, дали може би седечка положба, дали може би положбата во која секојдневно се наоѓам. Која е причината за појава на ишијасот и да имаат таква, би рекла, страшна болка во лумбалниот дел од грбот? Ако ја спомнам статистиката дека секој човек до 65-та година доживува барем еден инцидент на крстоболка, и вклучително тука и ишијасот, тога е јасно дека против неа не можете да се борите така едноставно. Каде лечат причините? Прво, самата структура во своето усовршување во еволутивен смисол, кога човек од, да речем, четворопедно животно полека постанува човек, вертикализирајќи се во еволуцијата. Рбетникот не е така усовршен и адаптиран за вакви модерни времиња во еволутивен смисол, за да после илјадници години оди вертикално, координирано и сето она што ние денеска го подразбираме вертикален од. Причините почнуваат, тие се поделени во групи. Дел се, ќе почнем од она што е зависно генетски. Так. Особено е проблематичен крстниот и вратниот дел, тој најоптоварениот. Но кај крстниот има најголеми варијации уште од раѓање. Значи, тој преоден дел од крст или од рбет кон карлицата, таа спојка помеѓу петиот, така наречен лумбален прштлен, крстен прштлен, и самата карлица или оние пршлени кои ние ги сложуваме во една коска, така наречена сакрална коска, крстна, клучна коска на карлицата, таа спојка е најоптоварена. Овој пршлен трпи такви напрегања што на прв поглед човек не ги препознава. Но во тој дел при формирање уште на детето во матката кај мајката, трпи често пати аномалии. Некогаш или најчесто тие се многу мали, символични, до други кои одат со недоволно сраснување на тие клучни крстни пршлени, потоа тие стануваат при вертикализација на детето нестабилни, но детето нема симптоми се уште, а потоа, како одат годините, доаѓа младоста, средните активни години, најактивни години, тоа значи над завршеток на растот, и особените последици во повисоката возраст над 50 години. Со други думи, значи, еден дел е или генетски, или едноставно фенотипски поврзано со асиметрии, со померување на пршлени, со несиметричен рбетник и така натаму. Такви ги има повеќе. Завршуваат дури и со деформитет на целиот рбетник. Провоцираат сколиози од генетски тип. Тоа е она што е детерминанта, или ја како често велам, наследството од тато и мама, комбинациите за да се роди право, здраво дете. Кога ќе тргне по системот на право здраво дете, тога ги нема тие аномалии. Туку сите други состојби, за кои ќе говориме, се причина за да подоцна се јави
крстоболката, односно ишијасот. Да ги Тоа се прво преоптоварување на тој дел на работникот. Значи, деца кои се јават во младата возраст, деца кои се бават активно со спорт, тоа се дополнителни напрегања. Понатаму, деца кои се со поголема тежина од вообичаената. Значи дебелината. За дебелината, да рече, која е многу популарно. почеста. Знаете, 1 килограм на вас, биомеханички говорење, е оптоварување кое зголемува за 3 до 4 пати од вообичаените нормални високи оптоварувања. Тоа е значајна бројка. Значи, килограм на вас множите го со 4 преоптоварување на работникот. Од тука е број 1. Вториот проблем е преоптоварувања кои се секојдневни. Например, во развојниот дел и растот на детето, носење на учебници, чанти. Ученичните ранци. Ние влегуваме во ера на лаптопите, во ера на... Така да таа големина се редуцира и колку повеќе дигитализацијата оди напред, веројатно децата ќе бидат растеретени. Но природата, знаете каква е, не чини преоптоварување, но не чини и целосно растеретување. Тоа значи дека оние клучни фактори кои ги спомнав на почетокот, а тоа е мускулатурата која го држи рбетникот исправено или доволно исправено, ако не е добра во смисол снажна, јака, да може да учествува во балансирање и амортизирање на напрегањата, тогај тие ќе бидат кандидати за ишиалги, лумбалги, дископати, дискус херни и така натаму. Третата по честота работа, ја сигурно мора да ја спомнеме, е травматолошките елементи. Понекогаш наивни паѓања на газе, директно. Многу оптоварувања кои се поврзани со еднократно напрегање. Што е еднократно напрегање? Па тоа се оние дигачи над, да кажеме, тежини, над превари во тој смисол. Ја не ги ценам многу од причина што тоа е гладиаторство, екстреми на оптоварување. Ние велиме во животот е се добро да биде во така наречена нормала. Ние во медицината велиме да биде во физиолошки граници. Оти имаме црвена линија горе, црвена линија и кондолу, да не биде препасивно. Мускулатурата која не ја вежбате, со катадневното одење, со подигање, вртење и така натаму, практично ја држите во тонус мускулатурата, ја држите активна. Ако таја од било која причина легнете во кревет, за 7 дена губи 15% од својата снага. Само за 7 дена ако не станете од кревет. Од тука човекот е мотилитетно, динамично суштество, создадено, како би рекле сега, од Бога да се движи, а не да седи. Значи, сите луѓе кои се од тип на седентерни типови, што значи тоа? Цел ден на компјутер, децата сега на телефон, помалку физичка активност, оди во другата крајност на прерастеретување и слабост на мускулатурата. Таа мускулатура не може да ги држи во баланс на прегањата кои доаѓаат во крстот. Во спортовите често пати морам дури да интервенирам, еве и во вакви разговори. Клучен фактор се тренерите кои не треба одеднаш детето да го пуштат или спортистот да излезе на терен и да трпи големи напрегања. Затоа има предприпрема, добра тонизација на мускулатура. Тоа треба оние кои се бават во спортот. Спомнавме тежината и за таја нема да се навратам. Тоа не значи дека сега треба некои тешки диети кои ќе ни го оштетат другото општо здравје. Значи за мускулатурата треба и добра исхрана, квалитетна исхрана пред се, отколку количински. И е фактор. Професијата е исто така голем фактор. И тоа е во таа група на 4-5 клучни фактори. Имате луѓе кои 8 часа се врзани за седење. Професијата е таква. Земете луѓе кои се бават со пишување, книговодство, не знам, луѓе кои се постојано пред компјутер.
Од друга пак страна, имате професии каде што имате постојани исти движења, кои не се застапени со другите форми кои ги нуди крстниот дел. Значи, човек кој работи на машина 8 часа и има само ограничен покрет, тој дел на мускулатура за оној другиот дополнителен покрет ке го нема, повторно страда мускулатурата. Значи, секоја од овие анатомски структури во крстот, пршлените, дискусите и мускулатурата со своите делови меки, лигаменти, обезбедува здрав рбет, крстен рбет до крај на животот. Но повторно ви велам, над 65 години секој доживеал крстоболка. Од тука сложени се тие сите причини и фактори. Често пати пациентот не ги ни забележува. Зошто мене? Тебе, затоа што седиш, не се движиш. Другиот, зошто? Затоа што си роден со една мала мана. Да, и наследниот фактор. И наследниот фактор. Третиот, зошто? Затоа што работиш таква работа. И така натаму. Тоа што значи? Да не работам? Не, да работите. Но потоа во слободното време да го компензирате она што сте го негативно набиле во текот на работниот процес. Тоа е мајсторијата. Работата седечка, да го надокнадите со физичка активност после работата. И второ, има организиран систем на живење со вежбање, пилатеси, не знам, јоги, теретани на секој чекор. Може човек да... Човек кој е вака културолошко, здравствени, образован, треба елементарно да се бави со сите тие активности и тоа е една резерва за да и во повисоките возрасти немате тегоби. Кога напаѓат веќе, да кажеме, честотата кај жените, остеопорозата, па и кај мажите има многу. Така да, многу се такви фактори. Да, но ова дел од причините, имаме доста фактори кои влијат за појава на ишијасот, но еве да објасниме клиничката слика, која доаѓа кај вас пациент и секако тука неопходно е да објасниме и диагнозата. Како се диагностицира, а која е сушност клиничката слика, како може човекот да препознае дека станува збор за ишијас или докторот? Еве вака, интересно е еден фактор, дека со цело ова моје искуство, кога пациентот, особено во оваа, да речем, повисока моја возраст, кога е набиено клиничко искуство, а кога се помалку оперативното го ставате на страна. Повеќе посветите внимание на приказките на пациентите, мора да ги сослушате за да поставите многу блиска или точна диагноза, за да знаете тераписки да делувате. Значи, тегобите, интересен е фактот, кога ќе влезе пациент, тој влегува на два начина. Јас се шалам често пати на помладите колеги, често им говорам. Едниот влегува со едноставно тешка е комуникацијата, искривен, наведнат и јаука од болка. Тој е акутен пациент и најчесто раката му е со подпирање на крстниот дел од дрбетот. Обидувајќи се на тој начин да дојде во некоја положба во која нема да чувствува болка во крстот. Значи, главната или прва симптоматологија е бол. Болката започнува во крстот, но пред да продолжа морам нешто да подсетам за нашиве гледачи, дека нервот кој ја предизвикува болката излегува од крстниот дел на рбетот со своји 4-5 варијабилно, дури и 6 корена и го формира цел тој плексус на нерви кои се спојуваат и надолу одат по ногата до врвот на палецот, до сите прсти. Тоа е најдолгиот нерв во човечкиот, како анатомија во човечкиот организам. И е многу голем, колку еден прст дебелина постигнува, но од него излегуваат гранчиња за мускулите. Тоа е нерв кој има мускулна функција, да донесе импулс до мускулот за да се згрчи, функционира. Тоа е нерв сензитивен, значи е моторен, второ е сензитивен,
за допир, за пренос на такви информации, за пренесе чувство не само на допир, него и на притисок, чувство на топло, на ладно, сензитивен нерв. Кога е закачен и делот од нервот кој е за да пренесе болка. Кога е притиснат во делот на крстот, тога таму и е проблемот, а последицата е на врвот на палецот, во прстите, болка од страна на подколеницата и особено кај повисоките форми, така наречени L1-2, во висина на самата крстна регија, лумбална регија. Особено ги зафаќа задниот дел на бутот, таму каде што се стават инекции, вака за ориентација. Никогаш напред, иако секој од тие нерви оди по своја зона на инервација, така наречена. Значи, на тој начин почнува иритацијата горе во крстот, кај оние кои имаат, да кажеме, хернија на дискот или испакнување на дискот во каналот кај што минува нервот. И тука тој се, како да речеме популарно, заклештува на некој начин. Таа мала иритација предизвикува страшна болка. Болката се чувствува во целата регија, но точно и по текот на нервот. Во колку се зафатени повеќе корени од тој нервус ишиадикус, тога и болката може да се пропагира и особено е во крстот, интензивна, оди во задниот дел на надколеницата, а потоа особено заради еден сегмент од тој нерв излегува вторијата негова клучна гранка, така наречена перонеална гранка, која е во делот на подколеницата и оди во стопалото. Значи, болката горе почнува од притисок, а ја чувствувате во подколеница, во прсти, во стопалото или од задниот дел на надколеницата. Скоро никогаш не е напред. Кога е напред, во висина на карлицата, во препоните и така натаму, треба да се бара друг тип на причина, најчесто колкова мака. Ако е странично, што не е повторно типично, треба да се мисли на така наречен трохантеритис, ова е странична избоченост на надколената или бутната коска. Значи не станува збор за ишијасот, односно тема. Тој треба да се диференцира и се од болките да не се тумачи, да не се обвинува нервот. Болката е првиот знак кој треба да се разглоби за да разберете која мака има пациентот во разговор, во анамнеза. Втората работа е која е висината на зафаќање, за да би знаеле понатаму околу терапијата. И тука ни помагаат дополнителни методи на диагноза. Често пати болката е само во мускулатурата и во крстот, па ја викаме чиста крстоболка. Ние латински ја пишуваме како лумбосакралгија. Но и пациентите ги знаат диагнозите. Лумбосакралгија, лумбаго, лумбоишиалгија, дископатија, дискус хернија, спомнавте и ви. Тоа е таа една црна кеса полна со диагнози. И пациентите ги знаат напамет диагнозите, а ја им велам, само кажи каде е маката, да ја расчистиме до кај се пропагира, за да знаеме како да лечиме. Кога доаѓаат пациентите со објаснување на симптоматологијата кај ишијасот, сите се со така, ја го мерам во сантиметри, топот на хартија од различни амбуланти, установи, колеги и така натаму. Од мака се испитале. Кога сум тука да го спомнеме и клиничкиот симптом, кој ретко се јавува за среќа, кога овој нерв е притиснат во крстниот дел, тоа е зафаќање на една, веќе го спомнав, перонеален долен сегмент на подколеницата. Кога се зафаќа не сензитивната гранка, па пациентот има само болка таму, туку чувствува дека завлекува со ногата и му смета стопалото при одење. Тоа е првиот знак дека притисокот веќе го зафаќа не само сегментот на болка каде се предизвикува во крстот, туку и тој моторен дел.
мускулатурата не функционира, стопалото не може се подигне кон горе и тога и тоа запаѓа и виси и пациентот мора да направи полукруг. Кога тако пациент ќе влезе на врата, вие веќе одма знаете дека имаме проблем со протокот на нервните импулси во регијата на перонеус, што е уште потешка состојба во рамки на ишијасот. Пациентот потоа мора добро да се прегледа, има типични точки на притисок, каде на тој начин ја воспоставуваме дијагнозата, клинички, со преглед. Значи, тоа се толку типични точки, што со мало искуство веќе може добро да се дијагностицира точна дијагноза. А зошто точна дијагноза? Без неа не можете тераписки да делувате. Значи, оваа дијагностичка постапка е многу битна. Најважно е да го чуете пациентот како почнало. Најчесто класичниот. Тој дефинитивно. Пациентот ќе ви каже дека при бричење се накашлал и одеднаш болка во крстот која оди и во ногата. И тоа е веќе првиот многу јасен знак дека се работи за ишијас, односно дека просторот каде што минува нервот во крстниот дел е под притисок. И од тоа почнува да се развива болката кон целиот екстремитет. Често пати, многу ретко е централна болка и лево и десно. Многу често, значајно почесто е еднострано. Или левата или десната. И тоа е посреќена околност. Кога е централно имаме озбилен проблем и тога е брзо и од колегите мои кои се бават активно со хирургија на рбетникот, многу лесно се индицира така наречена индикација за операција и вадење на тоа место од перничето кое притиска врз нервот во каналот кај што тој поминува. Но мислам дека е тоа преурането и треба тука некои корекции која ќе говориме за терапијата. Да, сега стигнавме до она најважното кое верувам дека го очекуваат сите оние кои имаат посебен проблем со ваков проблем, ишијалгија, односно ишијас. И сега, најчести, да речам, најпознати терапии, лекување со витамини B1, B6, B12, онаа позната физикална терапија која ретко, од која луѓето се задоволни, бидејќи често слушам бефина физикална терапија, не ми помина, примав инекции, примав многу лекови, но никако таа крстоболка, односно тој ишијас да биде смирен барем за малце. Сега морам да спомнам дека вие, како професор и како доктор во вашата остеопро ординација, сте познат по вашата индивидуална терапија и би рекла оригинална метода со високи 90% излекување токму на оваа тема и на овој проблем за кој зборуваме. Може ли за тука, еве, повеќе да одвоиме дел, затоа што верувам дека ќе ги интересира и дека гледачите ќе сака да слушнат што е она што ќе може да им помогне. Бидејќи физикална терапија, оние витамини, оние лекови само го расипуваат желудникот и ништо не им помага. Добро, вие прашувате како професионалец. Вака стојат работите. Јас со не така скромно да речем, но мислам дека на пат сме да решиме значаен проблем од тегобите во оваа регија. Вие спомнавте физикални терапии, па спомнате и витамини B1, B6 и така натаму, кои се метаболити кои помагаат за функционирање на нервното влакно. Аналгетици големи количини и така натаму. Терапија која се прима секојдневно, до инфузии, понатаму физикални процедури и така натаму. Знаете, прво, ова искуство на минативе, ајде да речам, од мојот хируршки вкупен стаж, но конзервативно поголемо внимание кон овој проблем посебно, во последниве 10-15 години, створи една основа да развиеме или да развијам една
медикаментозна, но ефикасна тераписка процедура. И еве вака кога јавно настапувам, се обидувам да бидам критичен во степенот на ефикасноста. Но ме охрабрува оваа метода и мислам дека сме на пат на озбилно решавање на проблемот, на ишијалгијата воопшто, а ја би рекол и пошироко на крстоболката како проблем, кој веламе социоекономски проблем. Да. Оваа метода, велам, е медикаментозна. Ја ќе се вратам на онаа приказка дека пациентот доаѓа со толкави хартии пред мене. Рентген слики обични, рентген во функционални пози. Магнет често. Магнет, компјутерска томографија. И пациентот кога ќе влезе од торбата вади слики замотани, одмотани, стари, нови, најнови, правени пред месец, потоа после 10 дена уште еднаш и така натаму. Во наодите често од 10 наоди во 3 стои дека треба да се оперира и така натаму. И пациентот е уплашен да прифати таква терапија, хирушка терапија, која е, ја чуваме на крајот на сите можни други тераписки процедури, секогаш е. Ако може таблета, ако не таблета е инекција, докторе, ако нема спас, ќе се оперира. Бавејќи се активно со овој проблем на терапијата на ишијасот, суштината на, знаете, јас сум малку германски џак, што би рекле Срби, нали, јас сум учен, бев стипендист на Берлинскиот сенат, година и пол и така. И таму многу е тоа присутно, хирушкото лекување. Просто да не се пожалите на крстоболка, индикација за операција. Второто интересно дека пациенти прифаќаат. Да. И јасно ви стана зашто прифаќаат. Они се во страшна мака, а резултатите на ова што вие на почетокот спомнате во терапијата, да. Нали, инекции секој ден, тие некој се во еден шприц по 5 кубика, знаете, газето ќе ви стане отечено од инекции. А болката стивнува, но трае кратко. Сите тие проблеми ме натера да направиме едно прво не размисла, него анатомско истражување во регијата каде минува нервот, што тој трпи во тој настан на болест. И првото е дека сепак се работи за негова иритација. Иритацијата е воспалителна од механички аспект гледано, најчесто, од тие најексплоатиран дел, крстот. И дека во тој правец треба да се движи и терапискиот протокол. Знаете, добар е B1, B6 и така натаму, поготово инекции, но тие се за надолги стази. Пациентот денеска има болка и од истиот момент не е на работа, не е функционален, фамилијата ја ангажира и имате една стоп на животот во фамилијата, не само кај него, не само лично, а човекот пати во дадени моменти со врисок, со реална болка. На основ на таа, а и моето, морам да кажам искрено, да бидам анатомско тренирање во почетокот на мојата медицинска кариера, ја бев асистент на анатомија 3 години, и од тога се тие дискусии, тоа проаѓање на нерви и така натаму е останато во мојата меморија, да речам, и индукција во, поготово овој германски престој кој ви покажува дека нешто не штима во таа работа, дека тоа мора да се некако решава ако постои можност. Ја развив една метода која е како принципите на германската терапија, кај што конзервативно се лекува. Минимум лек, најретко давање, со најголем ефект. И ја тука ќе подзастанам, само ќе кажам следното, дека во оваа фаза имаме аналитика на 1200 пациенти, но интерна аналитика, тоа значи субјективна. Таа аналитика треба да оди, како се вели, на пазарот на проценување и
но веќе имам и фидбек, податоци од колеги, кај што пациентите се враќат, најсоматичните лекари, дека го решиле проблемот. Дел од тие пациенти кои се лекуваат не се ни враќаат кај матичниот лекар и тој не знае дека е решен проблемот. Нашата статистика не охрабрува, но мало обесхрабрување имаме во проблемот на тумачењето на вака добрите резултати. Да. Дури искрено да кажам и да ве уплашат. Јас се обидувам и имам своји хипотези и кога тие ќе бидат пред крај, ќе бидат веројатно јавно, да речам, соопштени, а второ имам во фамилијата наследник, па ќе му ги оставиме да ги дообјасни работите. Во секој случај кажав дека над 90% е висок е успешност, да, во излекувањето. Ние сме, кога ја почнував со суштината, одма ќе кажам, технички е каде се аплицира лекот. Значи е инекциона терапија, се дава на 7 дена, доволни се 3 боцкања и само во 10% од пациентите препорачуваме и 4-та, така наречена апликација. Мајсторијата е во локацијата каде се дава лекот и јасно во дел на општо познатите комбинација на неколку лека во еден шприц, во мали дози. Сето тоа обезбедува ослободување од болка, попуштање на напрегањето на мускулатурата која е затегната и го искривува пациентот во нефизиолошки положби, го обезболува и се постигнува одличен клинички ефект. Морам да кажам, пациентите кои прошле кај нас носат нова серија на пациенти. Често пати и со дополнителни тегоби, други и така натаму. Но во сферата на ишијасот, во сферата на лумбагото, во сферата на дископатијата, така наречена, и дискус хернијата, каде што хернијата не е преголема, која гледаме ние на магнетните резонанци како испитувања, но ние правиме магнетна резонанца само таму, каде што нашава терапија не поминала. Методот и искуството со оваа метода ни дава за право да направиме така наречен втор обид. Што тоа значи? Тоа значи дека во колку со првите 3 постапки по една апликација, Значи, една инекција, за една недела. Една недела, 3 такви. Потоа, во колку не добиваме, ако кажеме, ние често го тестираме пациентот, како он ја проценува болката. Ако таја во моментот кога доаѓа изнесува 10 единици, на следното доаѓање го прашаме колку е сега единици. Статистичката вредност е негде околу 6-5. На следното доаѓање слегува на 2-1. Третата дава резултат кој потоа во нашата статистика, која е субјективна, јасно кажувам дека е субјективна, но е статистиката, а мојата професура е на некој начин, ајде да речеме овака, критична гаранција дека тука нема лажни резултати или има погрешни мал број. Пациентите, многу битен податок е, не ги гледаме со години. Значи, пациентите не ги гледаме со години. Они не доаѓаат повтор пат. Бидејќи рековме, грубата статистика, говорам, е 90%, нека и 85%, останатата терапија е само 25 до 30%. Компаративно. Значи, 1:3 добиваме подобар ефект. И втората работа, трајноста на ефектот е долг. Третата работа, да кажеме кога се работи за дискус, хернијата, каде што треба и оперативно да се интервенира,
ние упатуваме на хирургија од 200 само еден пациент. Да. А по индикациите на пример, серија од 100 пациенти, кај 40 до 50% од нив, тоа значи 50 пациенти препорачане хируршки интервенции. Се шалат колегите, викат, понекогаш не ги крадете од 100 пациентите. Втората работа што како впечаток ја имам е полипрагмазијата при вака пациентите кои се жалат на тегобите од крстоболка. Што значи тоа? Дадени се по 2-3 аналгетика, плюс инекција и така натаму. Она што е битно при терапијата, тоа да не го изумам, е дека то не е во коска, не е во канал на рбетникот и личи на обичната, на пациентот му личи на обичната инекција. Дури, по однос на болката на самото давање, е двојно помала од било која инекција што пациентот има искусено дадена во мускулатурата во бутната река. Да, бидејќи може пациентите да се плашат дека директно во рбетот, не е во нервот, не е во каналот кај што се главните нерви и така натаму. Тоа е мајсторијата. Да, значи во мускулатурата. Во точките кои се дефинирани во регијата каде што се дават и обични. Значи да не се плашат во однос на тоа сакам да не знам, ќе останам инвалид. Со други думи сакам да кажам дека таа терапија е прво кратка, не е кратка временски, на 7 дена е, но ефектите не се имедијатни во сати, но се следниот ден и потоа. Не се трајни во почетокот со првата, затоа се дава втора и трета. Значи одиме со минимум лек, многу ретко давање, со одличен ефект. Так. Ова е најбитното. Пациентите долго време ги нема повторно. Кога ги има повторно, сега е овој втор проблем. Ако 90 се решат, зимаме екзактни статистики, значи плюс-минус сметајте, што се овие од 110 пациенти кои имаат и повторувања или не до крај, од 10 интензитет болка, паднале на 4, но го има и 4 му пациент кој ќе почувствува подобро, тој е спремен да се бори и тие 3-4 бројчиња да ги нема. Од тука сакам да поентирам во целото кажување дека и тие не ги оставаме туку така на хируршки третман. Односно, правиме пауза од отприлика 4 до 6 недели најмалку и потоа ја повторуваме методата. Од такви пациенти, значи, половината никогаш веќе не размислуваат за хируршки интервенции. И вториот впечаток мој е дека кога гледате оние магнети, рентген слики, компјутери и така натаму, ќе се изненадите дека промената е евидентна и видлива, дека има притисок таму, односно дека има повредување на дискусот, па од тука тој влегол во каналот. Но пациентот нема такви интензивни тегоби. Тоа значи дека ние сме луѓето воопшто во нашите капацитети, како што ние мозокот има капацитет да работи со 100 единици на сат, но за дневно живење активно, нали, научнициве во таа сфера велат, ние го користиме само 10%, дари и толку. Тоа е како телефониве, има потенцијал за сите можни програми, чуда и така натаму, кат-мат најкомпликува, а ние користиме само за ало. Така, веројатно и организмот се однесува кон тие диагнози, дископатија, дискусхернија. Затоа ја љубам да говорам дека се работи за крстоболка, а таму каде што оди и по екстремитетот и шијалгија. И тоа е тоа. И треба пациентот да му пружите тераписка можност, не да му држите предавања, не многу инекции, не секој ден на лекар, а второ брзо враќање на работа. Тој живе од работата. Да, и мора да работи и да... Еве така некако стојат. Да, значи Со тоа да кажам дека и вториот обид. Ние негде од прилика од, храбро е, ама ќе кажам, од 200 пациенти само еден испраќаме на препорачуваме оперативно. Од 201. Од 200 и шијалги.
а знаете дека од 150 се препорачува. Значи, нешто е, говорам за Германија, истата приказка е тука. И многу испитувања. Вие, кога ќе, па јас се сеќам на тие времења, кога не ја работевме метода. Кога ви дојде пациент, вие гледате да го пратите на оди да направиш компјутерска томографија и 3 месеци пациентот не го гледаш, он ќе чека редови и чева. Само да го тргнете, оти не знаете по што друго дополнително да му даете. Физикални терапии, направи бе, докторе, професор. Масажи, направи. Бања, бев во бања. Инекција, ми да до 100 инекции не ми помина, 100 не. Инфузија, не ми помогна. Да. И кога тоа сеќе го соберете, јас секогаш си велам вака, кога се гледам во огледало сам, немој да претеруваш, нешто има и друго што помага тука. Што помага. А што ти не го гледаш, мора да го откриеш, на тоа работим. Так. Препорака е за крај? Моја препорака е прво, кога говоревме во оној сегмент зошто настанува ишијалгијата, да се елиминираат тие проблеми. Тоа што значи? Да не дојде до... Во нормални граници физичка активност, заради мускулатура која го држи стабилен рбетникот. Внимание од екстремни напрегања за спортисти, од клупа директно на терен. Тоа не оди. Пазите на тежината. Таја не може да ја елиминирате. Дури и ние кога лечиме со методо, им препорачуваме бар да не додадат. Оти имате влошување со додавање, макар да то не учествува. Чудно е тоа, дека некоја адаптација е веројатно која треба да ја објаснуваме во медицината од биомеханички аспект, оној што е фундамент на медицината во сегментот која зборуваме за крстоболка и воопшто за коскениот систем, коскено-злобен. Кај колената, кај ова. Многу работи се интересни околу тежината и ефектите. Но, статистички, зависи од тоа. Значи, такви се препораките. Сите луѓе кои се седентерни, да тргнат малку во слободното време, да рекреираат. Значи, физичката активност е... Број 1. Но не екстремната. Значи, тоа се некои генерални препораки. Да. Но доколку имаат проблем, можат слободно да ме побараат и за оваа метода, оригинална и оваа индивидуална терапија која имате во вашите ординации. Еве, храбро велам, вреди да се проба не веднаш на нош да се оди, односно на операција, бидејќи вреди да се проба другата терапија со инекции, како што кажавте. И не многу испитувања. Верувајте, страшно е кога ќе видите. Кажавте ли дека разговорот е многу важен со пациентот, како и што. 6 месеци да шетате и да соберете таа хартија, да немате решение на проблемот е оспинен. Но тоа е доколку добро и вие со вашето искуство, само што ќе погледнете човек каде се држи, како настапува, како се движи. Дефинитивно. Секако дека нема дијагноза од врата, ама има од погледнување и од разговор со пациентот, како што кажавте. Доктор, има многу за што да се зборува, не само за ишијасот, болки во колена, болки во горен дел од вратот, кај дечињата исто така искривување на работот, значи ќе ве очекуваме повторно да ни дојдете. Со големо задоволство. Да, бидејќи има многу теми и проблеми за кои луѓето сакаат да слушнат и сакаат да слушнат како да го решат својот проблем. Било да е за детенце, било да е за возрастен човек. Да слушаат и докторите помалку од ова што кажува. Така, и лекарите. Често пати пациентот треба добро да се прегледа, да се разговара. И да се упати на вистинското место. И јасно, има алтернативи. Се надевам ова ќе стане популарна во една метода, популарна не како шансона, него популарна во тераписки смисол и помош на пациентите. Пациентите ќе си кажат, значи затоа што задоволните пациенти на секој ќе раскажат и дека се надевам ќе добијам и Нобелова награда. Така да. Јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте дел од вашето време, иако сте постојано на работа, сепак да дојдете во Кочани, во нашето студио, да можеме да објасниме и да им помогнеме. Јас со задоволство доаѓам, да знаете. Повторно ќе ве поканиме, има за што да се разговара на многу различни теми. Да, во ортопедијата. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, тука ја завршуваме емисијата Здравјето е се. Разговаравме со професор доктор Љупчо Каревски. Разговаравме токму за една многу актуелна тема, ишијасот, односно крстоболката, која многу
пациенти, многу луѓе ја имаат, верувам дека ви помогнавме на некој начин со оваа емисија. Се гледаме следната среда во истиот термин, а вие до тогаш останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите гости и доктори. Довидување.